Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Скапо ги чини Охриѓани привилегијата да живеат во најголемиот туристички центар во земјава. ДИК ги потврди кандидатските листи за локалните избори. И покрај превентивното и репресивно делување на полицијата, сообраќајната култура на многу ниско ниво. Триесет и две кривични пријави за пожари на отворен простор, лишени од слобода 56 лица. Започна 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. За најавените и останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и свежо време. На југ од Скандинавија ќе се наоѓа центар на силен антициклон кој што во северна и источна Европа ќе условува стабилно време со сончеви периоди. Истовремено, над Алпите се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во поголем дел од централна Европа, како и во делови од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе услови нестабилно време со поројни врнежи од дожд и посвежо со пат на температурите. Во северните предели на Италија се услови за поплави, а на Алпите се очекуваат и врнежи од снег. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров, како и долж Јадранското крајбрежје, утре ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и посвежо со пат на температурите. Локално се услови за поројни врнежи. Во останатите предели од полуостровот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 17 до 32 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Утринските температури ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со локална облачност. Ќе дува умерен југозападен ветер. Минималната температура од 12 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и посвежо со пат на температурите, а во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во сабота ќе продолжи да биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура од 14 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Скап е данокот што го плаќаат охриѓани за тоа што живеат во најголемиот туристички центар во земјава. Во лето најголем проблем им се бучавата, гласната музика, сообраќајниот хаос, но и превисоките цени кои ги плаќаат преку цела година. Охриѓани скапо го плаќаат данокот што живеат во еден од најубавите градови во земјава. Особено оние во централното градско јадро. Во екот на туристичката сезона силно ги чувствуваат последиците на масовниот туризам. Од прегласната музика и врева немаат сон, ниту мир до раните утрински часови. Немаат паркинг, заглавуваат во сообраќајниот хаос, во редиците, по маркетите, пекарите и улиците. Гужвите, паркинзите, да земеме стариот дел на градот, гласната музика, па кола нема кај да се остане, не де Боже пожарна нещо да дојде да интервенирате или брза помош, немат кај да помнит, кај да застанет. Па тој период негде околу 2 август не саживите од гласна музика. Значи тоа све трешти до ниедно време, до 2 сатот, до 3 сатот. Така да сето тоа охриѓани мора да го истрпат. Охриѓани велат свесни се дека живеат во туристичко место и во лето им даваат предност на туристите. Голем дел од граѓаните остваруваат и туристички приходи, но и тие се жалат на високите цени. Велат плаќаат како туристи 365 денови во годината. А да не правиме муабет за цените на пазар, кога едно кило цреши моравме да ја купиме 250-300 денари јагоди, можда некој не ни проба оваа година. Во центарот, како да ви објаснам, лудо младо. Значи, гужва
галама до 3-4 сабања секоја вечер, секоја и неиздржливо. Во градот да, бучава има нарочито особено петок, сабота, недела е џган. Тогаш не дај Боже да си во градот. Не се знае кој оди пешки, кој вози со велосипед, по кој патеки возат пешаците, по кој возат велосипедите. Тротинетите исто проблем, кој кај сака си вози. Моторчињата возат на велосипедски патеки, по чаршија возат, кај што ќе стигнат. Пред 50 на години имало само неколку гостителски објекти, а во Охрид летувале холанѓаните. Денес сликата е сосема поинаква. Главниот туристички центар го посетуваат десетици илјади гости од сите страни на светот. Државната изборна комисија ги потврди листите на кандидати за градоначалници и листите за советници за локалните избори, кои што ќе се одржат на 19 октомври. Утре ќе се одржи и ждрепката за утврдување на редоследот на единствената листа на кандидати. Според статистиката добиена во Државната изборна комисија, вкупно потврдени листи за градоначалник на општините и градот Скопје се 303, а за членови на советите на општините и Советот на град Скопје се потврдени вкупно 558 листи. За Охрид потврдени се 4 листи за градоначалници. Од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е кандидат Кирил Пецаков. Коалиција за локални избори 2025, предводена од СДСМ, кандидат Асен Шајн. Од група избирачи, кандидат Цветковски Гоце и од Твоја партија Стевче Стевоски. Потврдени се вкупно 11 кандидатски листи за членови на Советот на град Охрид, од кои 7 се од политички партии и 4 од група избирачи. За Дебарца потврдени се 5 листи за градоначалници. Од група избирачи Димче Андрески, од коалицијата за локални избори 2025, предводена од СДСМ, кандидат Љупчо Паунковски. Група избирачи независен кандидат Зоран Ногачевски, коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, кандидат Златко Силјановски. Политичка партија Искуство за успех Даниел Огненовски. За Советот на општина Дебарца потврдени се вкупно 6 кандидатски листи, од кои 4 од политички партии, а 2 листи од група избирачи. За Струга потврдени се 9 листи за градоначалници. Од група избирачи Настопа Лиовски, политичка партија Левица Јована Мојсовска, Национална алијанса за интеграција, коалиција предводена од ДУИ Арсим Далипи, Работничка партија Љубе Петревски, од група избирачи Бесника Сани, група избирачи Менди Кјура, група избирачи Игор Малески, политичка партија Демократи Роберт Милески и група избирачи Мирко Савески. За членови на Струшкиот совет потврдени се 10 кандидатски листи, од кои 7 се од политички партии, а 3 се независни. За Вевчани потврдени се 3 листи за градоначалници. Коалиција за локални избори 2025, предводена од СДСМ, кандидат Стефан Радиновски. Коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, кандидат Спасе Кочовски. Од Работничка партија, кандидат Господин Поповски. Во Вевчани потврдени се 4 кандидатски листи за советници, поднесени од политички партии. Ждрепката за утврдување на редоследот на единствената листа на кандидати ќе се одржи утре, 24 септември, во седиштето на Државната изборна комисија со почеток во 13 часот. Сообраќајната култура на ниско ниво и покрај превентивното и репресивно делување на полицијата. Летово, само за 3 месеци, полициските службеници на територијата на Охрид напишале околу 5500 казни за разни прекршоци во сообраќајот. Одделот за превенција при СВР Охрид и сообраќајната полиција спровеле над 100 превентивни кампањи. Се случиле помалку сообраќајни несреќи во споредба со минатата година, но сепак бројките се алармантни, посочува портпаролот на секторот. 94 сообраќајни несреќи се случија летово во месеците јуни, јули и август. Иако оваа бројка покажува намалување споредено со 118 несреќи случајни истиот период минатата година, сепак бројката е алармантна, вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. При тоа потенцира дека за жал во текот на овие 3 месеци животот го загубија 3 лица, што представува зголемување на несреќите со смртен исход во споредба со истиот период лани. Оваа бројка сама по себе е алармантна и укажува на тоа дека
И покрај сите мерки кои што приоритетно се преземаа на превентивен и секако на репресивен план, сепак одреден број возачи не ги почитуваа насоките на полициските службеници и не ги почитуваа сообраќајните знаци, сообраќајна и вертикална сигнализација на патните правци. Секако дека се ова наложува дека и во текот на идниот период овие сообраќајни контроли треба да бидат зголемени. Полицијата спроведува интензивни контроли на патиштата, посебно во летниот период, со фокус на автопатот Кичево-Охрид, како и на магистралните Охрид Свети Наум и Струга граничен премин Ќафасан. Само годинава спроведени се и над 100 превентивни сообраќајни кампањи, кои ги реализира Одсекот за превенција при СВР Охрид со полициските службеници од сообраќајната полиција за подигнување на сообраќајната култура кај граѓаните. Но и покрај превентивните мерки, неодговорното однесување во сообраќајот продолжува, зашто зборува податокот за изречени илјадници казни за разни прекршоци само во периодот од 3 летни месеци. Според нашите статистички податоци, во текот на овие 3 месеци изречени се над 5500 сообраќајни платни налози, што представува зголемување во однос на над 4000 издадени во текот на истиот период минатата година. Ова укажува дека репресивната функција на полициските службеници била зголемена, бидејќи затекнати се возачи кои што управувале моторни возила под дејство на алкохол, управувале моторно возило и користеле мобилни телефони или флагрантно ја зголемиле брзината на движење на одредени патни правци, многу повеќе од пропишаната брзина и означена со сообраќаен знак. Вознемирувачки е и податокот дека летово бил зголемен и бројот на прекршоци и сообраќајни незгоди во кои учествуваат малолетници, управувајќи мотоцикли, скутери и тротинети. Одземени се мотоцикли се изрекуваат глоби се со цел да влијаеме на подигнување на свеста кај овие учесници дека не можат и не смеат лежерно и неодговорно да ги управуваат своите моторни возила, посочува Димовски. Крајно внимателно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да знаат дека секое непочитување на одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај ќе биде санкционирано, дециден е портпаролот на секторот за внатрешни работи. 32 поднесени кривични пријави досега во врска со пожари на отворен простор, лишени од слобода 56 лица. Министерството за внатрешни работи информира дека од 1 април до 23 септември оваа година на територијата на државата регистрирани се вкупно 2012 пожари на отворен простор, при што приведени се вкупно 56 лица, а по преземени мерки поднесени се 32 кривични пријави. Најголемиот број на настанати пожари е утврдено дека се предизвикани од човечки фактор со различни мотиви и се преземаат мерки и активности за расчистување на случаите и откривање на нивна евентуална меѓусебна поврзаност. МВР воедно информира дека од 1 јули, откако е воведена забраната за движење во шуми, до денес, 23 септември, без писмено одобрение за движење во шума биле затекнати 27 лица. Против истите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци по Законот за шуми. Во насока на рана превенција од пожари, полициските служби употребуваат дронови за мониторирање на шумските појаси на територијата на државата. Со воведувањето на овие оперативни мерки зголемена ефикасноста во делот на раното предупредување и лоцирање на евентуалните пожари, како и детектирањето на можните причини или причинители на истите, велат од Министерството за внатрешни работи. 2 лица тешко повредени во вчерашната сообраќајна несреќа на улицата 7 ноември во близина на Охрид мол. Вчера, 22 септември, во 18 часот и 25 минути, во СВР Охрид е пријавено дека на улицата 7 ноември во Охрид се случила сообраќајна несреќа помеѓу мопед со охридски регистарски ознаки, управуван од МР 18 годишен од Охрид, и патничко возило Ауди со охридски регистарски ознаки, управувано од ИЕ 23 годишен од селото Велгошти. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот и неговата сопатничка, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо.
Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.